Миле Зечевиќ победник во внетрепартиската битка во СДСМ, нов директор на АНБ е Зарко Милошевски. Иако оваа функција треба да биде во рацете на непартиски човек, според информациите на Алфа, на местото на Виктор Димовски доаѓа и тоа како познат човек во СДСМ. Зарко е брат на Томе Милошевски, човек кој своевремено важеше за десна рака на Бранко Црвенковски во делот на безбедноста, а бил и помошник министер во МВР за обезбедување на ВИП личности и објекти. И другиот брат на новиот директор на АНБ е функционер на СДСМ, Милан Милошевски. Во 2003 година тогашниот премиер Црвенковски бил поставен за директор на ГТЦ, а во исто време бил и заменик председател на управниот одбор на клинички центар и член на надзорниот во Македонски железници. Владата информира дека новиот шеф на Агенцијата за национална безбедност досега бил помошник директор на Агенцијата за безбедносни проверки и НАТО регистар во АНБ. Милошевски е посветен, доверлив и долгогодишен професионалец кој својата кариера во безбедносните служби ја започнува во 1997 година во тогашната управа за безбедност и контраразузнавање при МВР, а неговата експертиза од тогаш до денес, кога е во Агенцијата за национална безбедност, е во полето на спротивставувањето на насилен екстремизам, заштитата на уставното уредување, како и во полето на спротивставувањето на тероризмот. Од претходно беше познато дека 4 клана во СДСМ, еден на Ковачевски, друг на Заев, трет на Спасовски и четвртиот на крајот победнички на Миле Зечевиќ, се бореа за позицијата директор на АНБ. Токму за ова реагираше и поранешниот висок функционер на СДСМ Фросина Ременски, велејќи дека не смее да има никакво лицитирање со новиот шеф на АНБ. Оваа влада со која раководи председател на партијата, чишто член сум, не смее да лицитира и да го дава под закуп челното место на институцијата која се роди по големата хаварија со прислушкувањето, масовното кршење на човековите права и реформата на УБК која транзитираше кон берзата која ја гледаме изминатите месеци. Веќе е познато дека власта го планира досегашниот директор на АНБ за нов амбасадор во Франција. Пратеничката на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска смета дека јасна е намерата на власта да го амнестира Димовски со цел без проблеми да го прати во Париз. Би се навратила наназад, па би се посомневала и во оној чин кога се случи на скандалозно одење во живо на почетокот на истава оваа свикана седница, што може би било обид да се купи во време, бидејќи ако се сеќавате премиерот најави точно 24 дена од тој ден дека ќе има ново лице на местото на функцијата на Виктор Димовски. Иако веќе и официјално не е на својата функција, пратениците ќе очекаат Виктор Димовски да дојде во собранието и да одговори на отворените прашања со цел расветлување на случајот со украинскиот олигарх Олександар Онишченко.